Почитуван амбасадоре на Европската унија во Република Македонија господин Жбогар, почитуван директор на ВТЕ Евана Груп Вернер Казагранде, почитуван директоре на Евана господин Петар Штефан, почитуван министер за финансии Драган Тевдовски, министер за животна средина Садула Дураку, почитуван градоначалник на општина Радовиш господин Герасим Конзулов, почитувана пратеничке Милевка, почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани гости денеска овде присутни. Ми представува навистина огромно задоволство денеска заедно со амбасадорот на Европската унија во Република Македонија Жбогар и со министрите за животна средина и просторно планирање, како и министерот за финансии, да ја пуштиме во употреба прочистителната станица во Радовиш, која ќе обслужува 25.000 граѓани од овој крај. За само неколку месеци успеавме да комплетираме и пуштиме во употреба 4 прочистителни станици во градовите Струмица, Кичево, Прилеп и еве денеска во Радовиш. Проекти финансирани од ИПА фондовите и дел од буџетски средства од владата на Република Македонија. Ме радува посветеноста и темпото на брзата реализација со кои локалните самоуправи и државните институции пристапуваат во реализацијата на проектите финансирани со ИПА средствата. Сакам и во иднина да охрабрам уште поинтензивно работење во реализација на ИПА проектите. Во тоа име сакам да се заблагодарам и на општина Радовиш за комплетната асистенција, проектните документации и сето тоа што се работеше за да денеска го доживееме овој проект во неговото пуштање на употреба. Тоа покажува дека Република Македонија решително и забрзано чекори на европскиот пат. Што би рекол амбасадорот Жбогар, возот на Македонија веќе се движи кон Европската унија. Вложувањето во изградба на овие прочистителни станици е исклучително важно за заштита на животната средина и за заштита и унапредување на здравјето на граѓаните. Наводнувањето на земјоделските површини ќе се врши со чиста и здрава вода, што е предуслов за производство на здрава храна. Во Радовишката река нема повеќе да се одлеваат отпадни води, туку пречистена вода од оваа убава станица. Проектот опфаќа изградба на нов колекторски систем, како и обнова на канализационата мрежа. Ова е мал, но многу значаен чекор кон достигнувањето на европските стандарди за здрава и чиста животна средина и квалитетен живот. Тоа е промената што ја очекуваат нашите граѓани, а која што веќе се случува во Република Македонија. Низ взаемна соработка на институциите и нашите партнери и подржувачи од Европската унија, но и преку вклученоста на граѓаните, кои придонесуваат за заштита и унапредување на квалитетот на местата во кои живееме, ќе ги достигнеме стандардите и побрзо ќе ја изградиме Македонија во држава според европски правила. Република Македонија ќе продолжи да учи и применува искуства од европските земји во управувањето со ваков тип на врвни технологии. Интеграцијата на Македонија кон Европската унија значи дека Македонија ја носиме во Европа. Но ваквите институции се јасен пример со кој што Европа ја носиме тука, дома, кај нас, во Македонија, низ убавите градови и села на нашата земја. На самиот крај, сакам да упатам честитки до локалната самоуправа и до градоначалникот Конзулов за посветениот ангажман и им посакувам успешна работа и менаџирање со прочистителната станица. Овде правиме план заедно со Европската унија и Министерството за финансии да поставиме и фотоволтаици, колектори за струја, за сонце, за електрична енергија, која што треба да помогнат во одржувањето на целата оваа прочистителна станица. Но исто така, сакам да искористам можноста да упатам благодарност и до ВТЕ Евана Груп за успешната реализација на овој прекрасен проект. Најголема благодарност упатувам од името на граѓаните на Република Македонија до граѓаните даночни обврзници во Европа, чиј придонес е огромен во помошта што ни ја пружат преку европските фондови, клучни за реализација на развојните проекти од овој тип. Благодарам.